Лида, благодарам и за поканата, благодарам и што се вративте да се слушнеме. Јас ќе се обидам да не се повторувам тоа што кажа колегата Поповски, затоа што овде сме двајцата представници на владата и се исто треба да збориме. Што збориме, ама да. Но ќе се обидам од една малце поинаква страна да го прикажам и некое мое лично мислење за состојбата. Символика е нормално тоа што се гледаме денеска во Велес и тоа не е случајно. Може би немаше да биде така ако овие дебати и овие разговори ги водевме малку порано, неколку години порано. Но исто така доколку и транспарентноста беше многу поголема од страна на властите на било кое ниво, за да едноставно имаат граѓаните повеќе информации, за да немаме она што и претходно се збореше во претходната дебата, за да не се создаде средина толку голема во која што може да се шират лесно лажни вести. Кога зборуваме за луѓето, без разлика дали оние што биле на новинарските извештаи или вистинските креатори на лажни вести, што биле инволвирани во таа шема, јас не мислам дека тие кршеле некаков домашен закон. Тие да, ги прекршиле етичките и моралните вредности, тоа не е правилно тоа што го правиле, меѓутоа тие, не мислам да зборам за сите, но не мислам дека кршеле некаков закон. Проблемот со нив е дека тие живееле во една атмосфера, ја го нарекувам општество на лажни вести. Имав интервју пред неколку месеци за новинарка од Rolling Stone, никад не видов дали стварно го објави интервјуто или не. Меѓутоа беше дојдена тука, испитуваше темата, одеше наоколу, вршеше интервјуа. И ме праша едно од прашањата беше зошто баш во Македонија се развил овој толку бизнис и како тука вас ме најдоа, па најдобри ли сте и така натака. Мојот одговор беше веројатно не, добро, може да сме биле со најевтина понуда, тоа веројатно да, меѓутоа она што е за мене интересно е дека овие луѓе го научиле занаетот од атмосферата во која што живееле. Она што на социјалните мрежи и можеби во одредени кругови, помали кругови на меѓународно ниво се случува сега, кај нас се случуваше едно многу подолг временски период, каде што ние бевме тотално информирани од лажни вести. И тоа се случуваше од портали кои што немаат декларирани импресуми, немаат уредник, немаат новинар, никој не е подпишан, никој немаше храброст да ги подпишува тие текстови, 2 или 3, чии што сопственици во тоа време беа од офшор дестинации, денеска се веќе декларирани во Унгарија, имаат еден сопственик, и на основа на кој што лажни вести, мејнстрим медиумите се повикува и ги ширеа овие лажни вести. И тоа е едно сосема ново ниво на организација. Едно е социјални мрежи, портали и така натака. Сосема е друго, кога мејнстрим медиумите, а по сите истражувања, сепак телевизијата во Македонија е најмоќниот медиум за вести кај граѓаните, тоа е веќе едно сосема поинакво ниво на организација. Не е мејнстрим медиумите, националниот радиодифузер превземаше вести од овие портали. На МТВ се повикува според како што кажа порталот, не знам, Курир, Република и така натака. И тераше работата. И претходните дискутанти кажа, не само, значи, тоа беше организирано од еден центар на моќ, каде што со кабинет на поранешни премиери, каде што со пораки се даваа вестите, дури се уредуваше и редоследот на вестите. Не само содржината, печатните грешки били исти, и редоследот мораше да биде ист. Она што е негативниот ефект е дека доведе до целосно нарушување на професионалните стандарди во медиумите, но и целосно нарушување на вредностите кај луѓето. Затоа овие млади луѓе, релативно млади луѓе се веројатно, они не мислеле дека прават нешто погрешно. Јас лично не се познавам со никој од нив, искрено да кажам, меѓутоа се ставам во нивна кожа дека имаат одредени способности, одредени IT способности и дека нашле инвентивен начин како да заработат пари, нашле пазар. И според нив тие не правеле ништо погрешно. Не во нивната земја на крајот на денот.
И она што мислам дека треба да си го признаеме дека тие не можеле тоа да го прават сами. Значи, млади луѓе со IT вредности, со IT нели способности не знаат да пишуваат новинарски текстови. И разни се гласините дека имали поддршка од локални луѓе што се инволвирани во медиумската фела. Пишувачи на текстови. Едно е да знаеш да објавиш, да расшириш по социјални мрежи, алгоритми и така натака, друго е да знаеш да пишуваш добри новинарски текстови. Каде е, мислам, тука одговорноста на медиумите и каде се двојните стандарди некаде кај што медиумите ги применува. Пазете, на пример, ајде го земеме примерот со спортот. Во спорт ако упадне човек на терен и се соблече гол, него прикажуваат, ги спуштаат камерите, тоа не е дозволено, има правила и стандарди за тоа и така натака. Оваа ситуација све беше дозволена. И уште е дозволено. Говор на омрза, навреди, клевети, масовно. И немавме реакции не од институции, од никого. Сега се надевам дека работите ќе почнат полека да се менуваат. Го удривме дното, не можеме пониско од тоа што беше, затоа и паднавме толку ниско и на Репортери без граници, и на Freedom House и така натака. И мислам дека конечно свесноста, еве и овие дебати се доказ за тоа дека свесноста кај сите чинители во општеството е зголемена, дека едноставно не можеме веќе така да продолжиме. Оправдување секогаш, најде како некогаш и коментирав со дел од луѓето што се инволвирани во медиумите, ама добро зошто? Знам дека не сте такви по карактери. Секогаш беше оправдување, ама знаеш како плата. Платата не може да биде оправдување. Платата не може да биде оправдување за криминал. Платата не може да биде оправдување да повикаш на нечие убиство. Платата не може да биде оправдување да повикуваш луѓе на протести кои што подоцна ќе се обидат да убијат некого. Платата не може да е оправдување за тоа. И затоа мислам дека едно е што ќе направи фелата, професионалната фела и саморегулација што викаме, а друго е што ќе се обидеме да направиме ние институциите. Јас нема да зборам за оние некои официјални можеби работи што толку ги правиме, знам дека и претходно се зборуваше за тоа, но ќе се осврнам малце на она што може и денес, еве тоа сме сведоци деноеве, денес, вчера, завчера, повторно да се доведеме во таква ситуација. Ако сите многу по-одговорно не се однесуваме. Имаме масовни повици на линч. Имаме масовни повици за говор на омраза. Тоа се случува во собранието. Денеска пратеници во собранието навредува, вика, повикува и така натака. Повторно можеме да се вратиме на оние слики кои што ни се случува пред неколку месеци, каде што некои други луѓе исто индиректно, но доведоа до тоа што се случи на 27 април. И ако овој пат медиумите, ама и сите ние заедно како политичари не ја сватиме, не сме научили лекцијата од минатото, ниедна од овие добри работи што во иднина треба и брзо да се случат на Македонија нема да се случат. Она што мислам дека треба да се сконцентрираме да го направиме во следниот период е на две нивоа. Едното е што ќе направи државата, меѓутоа и самите некои од вас сте сведоци, кога имавме дебата за дали воопшто има потреба да го отвориме законот за медиуми, пола од присутните малте неќе стане ќе ме натепа, само затоа што сме отвориле дебата. Другата половина се согласуваат и тука денеска слушнавме дел од нив како треба да има регулација поголема и на интернет порталите и така натака. Не мислам искрено дека решението е во толку во законите. Ние генерално во Македонија немаме лоши закони за било која област, ние не си ги почитуваме законите. И во делот и на еве интернет порталите ги земам. Има еден предлог кој што го дава Советот за етика, ако не се лажам, каде што тие предлагаат дека секој оној портал кој што ќе сака да биде да се представи себе си како медиум за ширење на информации, да пријави во Советот на етика кој е главен и одговорен уредник и
да го декларира собственикот. И толку. Чисто да има одговорно лице кое што ќе има лично одговорноста пред Советот за етика, не пред државата. И јас сум сосема окей со тоа. Не мораме законски ние да регулираме. Меѓутоа Советот за етика и професионалните организации мора да бидат погласни кога ќе има прекршување на етичките норми и правила. Втората работа е од страна на државата. Цврсто сум уверен дека со измените на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, кои што се во моментов во собрание, дека ќе придонесеме за зголемување на професионалноста, односно да било која политичка партија, било кој политичар, било кој центар на моќ во политиката ги тргне рацете и од Националниот радиосервис и од регулаторното тело. И еднаш за секогаш мораме да го направиме тоа во една транспарентна постапка, во една отворена постапка, каде што медиумските работници ќе си ја земат контролата и над регулаторното тело и над медиумите. И ние ќе сме што подалеку од тоа. Сосема на крајот, на кратко, и за проблемот со социјалните мрежи. Видете, објава на социјални мрежи не е новинарство. И вие две работи мора да ги разделиме. Едно е новинарство и оно што се случува во медиуми, во интернет портали и така натака, социјални мрежи се сосема нешто друго. Таму мешање од страна на државата на вистина е на линија на цензура. Јас лично, овде делмажи нема се согласат со мене, јас не верувам во проверка на факти. Тоест не мислам дека тоа е решението. Зашто проверка на факти е постфестум, е задоцнето, веќе штетата е направена, ние после ќе се убедуваме, меѓутоа не можеме во реално време да реагираме. Во социјалните мрежи ни треба соработката на големите компании кои што ги контролираат социјалните мрежи. Ние сами како Македонија нема да можеме ништо направиме. Напорите кои што ги прави сега дел од овие компании како Facebook да ги брише лажните профили, да разбива алгоритми врз основа на кои што се шират лажни вести, апсолутно ги поддржуваме и тука сме да направиме се што може. Меѓутоа, во социјалните мрежи, луѓето се тие што се и го зборат тоа што го мислат. Тоа не е медиум, тоа не е новинарство. И затоа една работа е новинарството, е друго тоа што се случува на социјалните мрежи. Имаше поранешен американски претседател, сите го знаеме, голем пријател на Македонија, Џорџ W. Буш, кој што викаше, нарече дека се бори против оската на злото. Интернетот, многу мои колеги, ваши исто новинари, политичари, било кои, често знаат да го прикажат во последно време како опасно оружје. И тоа не е така. И тетрадка може да е опасно оружје, и пенкалово, ама во раците на погрешни луѓе и во раците на лоши луѓе. Борбата, вечната борба, што ја рече Роберт помеѓу вистината и лагата, ја викам помеѓу доброто и злото, се е пренесена и на интернет. И таа ќе се води и таму. Ама затоа ќе има секогаш луѓе со зли намери кои што ќе се на интернет и ќе се обидуваат да прават работи кои што се против вредностите и треба да сме ние многу поголемо мнозинство на другата страна, кои што ширејќи ја вистината, работејќи транспарентно, одговорно, отчетно и така натака, ќе сме тие кои што ќе ги побиваме овие лажни вести. Благодарам.